И по 9 месеци од почетокот на пандемијата, над 1000 приватни стоматолошки тимови од земјава продолжуваат мака да мачат за да опстанат во дејноста. Наоѓајќи се на првата борбена линија од примарната здравствена заштита и изложени на огромен здравствен ризик, со неколкократно зголемени расходи и многу повеќе намалени приходи и без никаква помош од државата, стравуваат од скоро затворање, па и од банкрот на своите ординации. Бројот на пациенти е намален, стравото да иде во стоматолошки ординации е зголемен, а ние повеќе кратко, значи мораме да почитуваме протоколи. Тие протоколи бараат соодветна опрема, бараат ракавици, заштитни маски, визири, понатаму заштитна облека, дезинфекција на инструментариум, купување нови инструменти, купување на автоклави. Тоа дополнително и вака ја тенчи финансиската состава во ПЗО. Тоа значи, ако вака проложи голем дел на приватните здравствени установи, сега се работа банкрот, ќе банкротират, ќе доведе до нивно затварење. Наспроти ова, тие се жалат дека преговорите со Министерството за здравство биле закочени со месеци, заради што тие се закануваат со онлайн протест кој под мотото «Стоматологијата на респиратор» треба да се одржи в четврток. Тоа не е постојан протест, значи протестот нас е во душата и во срцето. Здравието животот нашите и на нашите работи, нашите фамилии се постојано загрозени. И ние нашата професија до крај сме организирани, заборавени од соодветните институции. Овој процес е символика за сакатената стоматологија, меѓутоа и почеток на борбата за нејзино зацелување. Инаку, ова не е прв пат ова здружение јавно да реагира за неажурноста на државата. Уште пред пандемијата, тие изготвија платформа со која бараа измена на моделот на финансирање, а додека во април годинава пак побараа донација во висина од 200.000 евра од Стоматолошката комора на Македонија. Но досега, освен ветувањата, ништо друго не добиле од никого.